civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Тоа интервју и го препратив на ќерка ми. На малиот син не е многу емотивен, има 12 години, али реков сепак не. На големиот син кој што сега има 26 години, реков и него не. Нема да му го препратам, затоа што скоро некој друг повод беше, дали овој панел тука беше, да, татко ми беше говорник, рече не можам да ве гледам. Значи 26 години има сега, вика, јас тоа не можам да го гледам, затоа не го препратив, али го препратив на ќерка ми, 16 години. Женска некоја солидарност. И ми вика, многу е добро интервјуто, ама јас не сакам да не жалат. Јас не сакам луѓето да не жалат. Не сакам ни јас. Нити па помислував, тргнувајќи од својот карактер таква каква што сум, дека ова ќе го зборувам, уште еднаш, можда пак, не знам. И не да го зборувам затоа што е некоја моја желба или потреба, туку затоа што сметам дека ми е должност. Сметам дека ми е должност да потсетам на тоа што се случуваше, да не се случи пак, да не може да биде така лесно. Еве, слушаме колку било лесно да се со животи на цели фамилии игра. Зима беше, 3 зими ги поминавме во Шутка, таа прва зима, Божик беше кога не уапсија, кога не собра. Јас знаев, имав најава, видов татко ми целата слика најде на телевизија и ги чекав. Во Горно Нерези, горе во куќата, ги чекав можда повеќе од 2 сати да дојдат и да ме земат. Значи можеше да ме нема, можев да, што сакав можев да правам, јас останав. Децата во меѓувреме заспаа, малиот немаше ни 3, ќерка ми скоро 7, големиот 16, тој беше во градот, му реков таму да остане. Кога дојдоа ги гледав како конвој, како доаѓаат, не знам колку возила беа на број. Вече сигурно джипови. Дојдоа и 3 куќи сме тука една до друга, мојата на сестра ми и на татко ми, мајка ми. Моите беа заспани, децава, 9 помаливе. Јас и се јавив на жената која што ми помагаше во тој период со децата, да дојде затоа што едноставно да се грижи за нив и таа на неодредено време, не знам колку ќе ме нема. Заспани ги пренесува од куќа во куќа. Жената, сопругот, мајка ми. Јас останав во мојата. Тие како што влегуваа да претресуваат, така моите деца беа во раце заспани пренесувани. Од една во друга. Не се разбудија, тоа беше добро, не видоа ништо. Но мене одеднаш ме снема. Нели, Савајле, кога се разбудија, мене веќе ме немаше. Она што не сакаме ни да се сетиме на некои работи, јас пак ќе повторам дека многу имам напишано, многу имам пишувано, многу имам цртано покрај читањето константно, затоа што немаш друго што да правиш, 23 часа во една просторија. Сигурно ден за ден, кој знае, еве, не се не сеќавам на цели едни буквално временски периоди, не се сеќавам, испришани ми се, веројатно неодбранбен систем на тоа да преживееш, да умот да го сочуваш во суштина. Да не оставиш да, ете да, можда тебе ќе ти го направат тоа што го направат, ама да не останеш, да не оставиш тука да си бидеш господар на умот покрај се. Во притворот допир со секакви луѓе за грозоморни убиства. Заедно си со нив. Станува се некако релевантно, станува се некако релативно. Не судиш веќе никога, тргнуваш од себе, ако јас сум за ништо тука. Па и оно и ово. Мислиш дека сите се ништо не направиле. Сваќаш како функционира системот. Еден момент се сеќавам, зависно 15 до саат, 15 минути до саат имавме секој ден време надвор.
на воздух, шетња, така наречена. Многу ми значеше, нели, да кренеш глава и да го видиш небото, што беше, нели, невозможно инаку. Единственото нешто што го гледаш од прозорите се решетките. И нема да го заборавам моментот кога при една од тие такви излегувања надвор кревам главата да го видам небото и гледам мрежа. Метална мрежа. Низ цел двор. Покриено се. Значи, ни небото не можевме веќе да го гледаме, освен преку мрежи и решетки. Тие мерки на тоа да со татко ми не се видиме нигде, да се празнеше цела зграда, он кога излегуваше надвор. Па него ќе го тргне, а ќе не вратеа нас, цела зграда. Во просторија 23 часа, во која што нема струја, нема штекер. 2,5 години не можеш да видиш јајце на око, пражено. Храната од притворот, евентуално, за повеќето луѓе, за жал, и ние кои што имавме привилегија да нашите ни носат. Храна па некако, тој дел барем го имавме санирано. Кафето беше, не постоеше. Кафе не постои во Шутка. Немаш можност. Иако палевме памук на конзерви на Нескафе, па варевме, па нешто правевме, па некако ќе стигневме до некое кафе кое што ќе беше големо доживување. Не се сеќавам, пак ќе речам, првата тетрадка почнав да ја, као да читам што сум напишала, како сум, барем првите денови, не стигнав до таму каде што, и затоа не знам колку дена помина оној прв период во Шутка кога требаше да се јавам, да ги слушнам децата и да им кажам, нешто да им кажам. Измислив некоја приказна, не знам, сум отишла негде во странство, пасошот проблем и така натаму. Но премногу долго траеше. Траеше премногу долго. Таа приказна веќе не беше одржлива. Дојде периодот на судницата, каде што пак морам да кажам дека таа астма ја добив во судницата, не во притворот, не од влагата и од прашината на притворот, туку од тоа што се случуваше во таа судница. Јас не можев да верувам. Ние не можевме да се браниме, немавме право на збор. 70 рочишта гледаш, една трка со времето да побрзо стигнат до некој договор, некој ден кога треба да дојде до некоја пресуда, а ние однапред веќе гледаме дека сме однапред пресудени, дури веќе после некој време едноставно саќаш дека нема што да правиш, дека тоа е тоа. И ти останува само да гледаш како да се сочуваш сам себе. Проблем беше храната, значи требаше да не јадеме, вода не ни се даваше, можело во шишињата да има нешто. Не дозволуваа да се даде вода. Луѓе имаа со терапии, имаше сортерапии. Цел ден од, не знам, 8-9 кога ќе стигневме до 5 попладне. Тој период, еве 11-та, дури првиот период, веќе пишани во извештајот на Стейт Департментот како политички затвореници. Тоа ништо не значеше. Ништо не значеше. Тоа што ние го добивме спорот во Страсбург за притворот, исто не значи ништо. Најстрашно ми беше кога ја гледав судиката, како во некоја со тенденција да, ако покаже што поголема нечовечност, да покаже што поголема бескрупулозност, како да тоа беше мерка за рангирање во таа хиерархија тогаш поставена. Колку понечовек ќе биде таа, ќе биде по нешто поголемо. Штета тој капацитет малку да го усмереа во некој друг смер, штета, не знам. Штета не само по нас, штета на тоа што го направија на системот, на општеството. Штета што зборот правда, нас ние веќе
Штета е мене, јас самата себе, уште се терам да зборот правда ми значи нешто, затоа што многу е тешко да одржиш верување, да одржиш значење веќе на морални вредности кои беа најнормални едно време. Сега веќе се слабост, сега се веќе некаков показател на слабост. Показател само ако е некаква сила, тогаш е вредност. И во Шутка бевме донесени со претходни припреми, дознав јас од затворенички. Значи, долго време пред да стигнеме беше посебно за татко ми просторијата средена, испразнета, не знам колку време, многу долго време. Во Идризово исто. Јас уште сум мислела дека барем Идризово нема да го видам, ете Шутка ја доживав што ја доживав, барем Идризово нема да го видам. И во Идризово многу долго време, месеци. Една просторија резервирана за нас. Емел вика, за вас има тука соба. Нема да стигнеме ние до Идризово. Стигнавме до Идризово. Домашен притвор во меѓувреме беше надвор од секаква дискусија. Ирелевантно. Што бев мајка, што не избегав, што имав малолетни деца. Ирелевантно беше нивното постоење, ирелевантно мојата луга како мајка. Идризово, барем, нели секојаш викаме барем, се така вика во притворениците во Шутка, да одам побрзо во Идризово, барем ќе имам посети со моите, затоа што посетите во Шутка се преку еден плексиглас, дупчиња. Семејството надвор чека со саати. За 15 минути. 10-15 минути, зависи од расположение, колку ќе те остават. Во Идризово тоа беа посети во некоја просторија со маси, слична на некаков ресторан, барем една понормална слика за децата со кои што веќе можев да се видам, затоа што претходно сите молби до судиката ми беа одбиени, 28 месеци, имаше некој одлучено да јас децата не ги видам, да тие не ме видат. Астмата и енормните напори на мојата адвокатка да ме носат на лекар. Првите неколку пати со моите деца јас се гледав во ходници на болници. Ме видоа со лисици. Јас дури во последен момент сватив дека ствари ќе ме видат со лисици, но ајде, ќе се правам како да ги нема или дека е некоја игра и дека они збунети. Но битно беше да се видиме. Посетите во Идризово трае нешто повеќе, но тоа нивно пак на некој начин малтретирање, да надвор со саати чекаат да влезат, да поминуваат низ детекторот деца. Секој влегување да биде со претресување деца. Во меѓувреме се советувавме со психолози, што значи ова за нив. Од Шутка па натаму. Битно беше да не се изменат другите елементи на нивното живење, за да бидат без последици, да немаат значителни последици. Сега се сведува на тоа дека јас 90-та година, покрај се ова, уште чекам 10-та година можност да дојдам до правда, можност да мене ми е животот под залог, јас не го живеам својот живот, јас уште живеам во некој вакуум, овозможен и на неверојатен начин се уште трае пресуда, одлука на режим кој што ете така ги носел тие одлуки и пресуди, како на кого што му текнало,
Факт е дека добро ќе беше да не нема, добро ќе беше да не зборуваме, добро ќе беше да може да се разболиме и да ни се случи уште нешто полошо. За некого подобро ќе беше, но ние сме тука. Покрај цело ова црнило, покрај се што помина, покрај тоа што е 10-та година, јас поради некои чекори што ги превземавме како држава во надворешната политика, има многу надеж дека сепак сме на вистинскиот пат, дека не може да се спречи веќе одењето накај реформи, накај правда. Може да трае долго, и ќе трае веројатно, ја мислам дека сме тек негде на пола пат. Но верувам дека наскоро ја и морам да верувам за да се одржам себе си, морам и да верувам, али не ми е ни тешко, баш поради отварањето према меѓународната заедница. Веќе целта да станеме дел од таа меѓународна заедница, да станеме нормална држава во која што не се објавуваат некролози на странски дипломати, во кој што не сликаме луѓе со панкарти на кои што има некои ковчези и имиња кој кого како ќе убие. Значи веќе не се случуваат такви работи. Се надевам дека здравието ќе не служи и дека ќе дочекаме. Не знам како ќе ни биде на сите, не знам, веќе сме во толку, веќе сме малку уморни. На моменти дури мислиш дека никогаш нема да се случи, никогаш нема да дочекаш. Но еве, ако стојам тука и ако зборувам, значи уште верувам. Значи дека мислам дека се ќе си дојде на свое место во свое време. Требало да го доживееме ова, требало да го видиме ова. Се надевам дека во држава кај луѓево ќе надвладе разумот, мора веќе од негде да покажуваме разум, мора веќе да значи доаѓаат времиња каде што навистина ќе мораме сите да учествуваме во оздравувањето од она што се случуваше. Прво како поединци, после како општество. Да оздравиме, за да можеме да бидеме продуктивни. Ние сме многу голема непродуктивност владе. Ние целите секој ден сме политика ни е денот. Што се случило? Политички што се случило. Значи во развиените држави луѓето не знаат министрите кои им се имињата, не им ги знаат. Не знае премиер кој му е името, не му го знае. Кај нас суштински колку што е битен воздухот што го дишаме, толку е битна политиката. Се надевам дека одиме во време каде што ќе станеме малку понормални. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.